najprogonovanata i najpremoćuvanata ličnost vonovata makedonska istorija, Krste Petkov Misirkov, skoro polovina vek beše sinonim za dolgotrajnata borba na makedonski narod za nacionalna i kulturna afirmacija. Beše prinuden, kako što veli sami, cijeli od svoj kratok život da skita nemili nedra po tuđite zemlji i o tomu da se trudi da ih bude polezen na svoja te izmačene i porobene tatkovina. Misirkov je roden u 1874. godina vo selo Topostol, nekogašna Pela, prestolnina na Aleksandar Makedonski, Bojegejski oddelna Makedonija. Po šestoto oddeljenje grčko učilište, kao što beše tretiran kako Grk, go predloži obrazovanje Tovosovskata gimnazija vo Beograd, kada što beše prekrasen kako star Srbin. Barajki se sebesi, makedonski studenti i učenici vo 1890. godina demonstrativno je napuštio Srbija i premina vo Sofija. To beše vtoroto bekstvo na Misirkov od tuđite propagande vo Makedonija. Vo Sofija među to Makedonci je da tretirani kako makedonski Bugari i doživeja novi progon i razočaruvanja. Ušte vo dekembri istota godina, Misirkov uspeja pak da se prefali vo Beograd. To beše njegovo to treto bekstvo. Za da se izbjegnat novi neprijatnosti, vo Beograd beše obrazovana specijalna bogoslovska učiteljska škola po koja beja sobrani učenici to od Makedonija. No nesnosno je poluvojnički režim i brutalnata nacionalistička politika predizvika masovan bunt na Makedoncite. Po prvite redovi na bunto se najde i Misirkov. Škola to beše rasturena, a učenicite rasprsnati vo Srbija. Krste stane učenik od 4. klasnog gimnazijata vo Šabac. Videjki umre i tatkomu, to si vozede kaj sebe i brat Četo Lazar. U 1892. godine Misirkov odnovo beše vraten vo Beograd, сега во учителската школа. Тоа беше времето на Драганов и Хрон. Народност и јазикот на македонците стана предмет за остри судари во славистиката и во политиката. Скопскиот митрополит ја отфали бугарската екзархија, за да ја обнови Охридската архиепископија. Во Костур се готвеше македонска граматика и речник, а во Софија се задушуваше младата македонска книжевна дружина со незиниот орган Лоза. Во 1893. година во Белград беше основано ученичкото друштво Вардар со цел да работи врз испитувањето и запознавањето на својата татковина во географски, етнографски и историски поглед. Меѓу основачите и раководителите пак се најде Крсте Мисирков. Како најдобар завршен питомец, во 1895. година Мисирков беше назначен за српски учител во Приштина. Но тој стигна во Одеса на своето четврто бегство, за да може, како што вели самиот, да го продолжи образованието во земја што е непристрасна спрема Македонија. Тој мора да учи уште 2 години во Полтавската духовна семинарија. Во 1897 година, како македонски словен со изградена македонска свест, Крсте Мисирков се запишува на Историско-филолошкиот факултет во Петроград. Истовремено, новозапишаниот студент суверено настапи пред етнографското одделение на Руското географско друштво со реферат за значењето на моравското наречје за современата историската етнографија на Балканскиот полуостров. Овој прв печатен труд на Мисирков излезе во реномираниот орган на друштвото Живаја старина. Со студиите на Петербуршкиот универзитет, Мисирков упорно ги проучува изворите и литературата за историјата, културата и јазикот на македонците, ги проучува другите словени, заминува дури и во Прага, но се разболува и мора да го прекине школувањето. Крсте се враќа во родниот крај и ги продолжува истражувањето на фолклорот, етнографијата и диалектологијата, па одблизу се запознава и со револуционерното движење на својот народ. Есента 1900 година одново се враќа во руската престолнина и станува член, основач, попостои и председател на тајниот македонско-одрински кружок, што беше филијала на Македонската револуционерна организација во Русија. По совет на лекарот, во 1901 година Мисирков се префрла на Одескиот универзитет, каде што ја подготвува дипломската работа кон прашањето за народноста и причините за популарноста на македонскиот крал Марко. По одличната одбрана на дипломскиот труд и државниот испит, во пролетта 1902 година Мисирков е задржан на постдипломски студии на Петербуршкиот универзитет. Како председател на тајниот кружок, Крсте Мисирков одржува директни писмени врски со Централниот и со Врховниот комитет, држи предавања за Македонија, организира собири и постојано се дружи со истакнати личности од рускиот научен, културен и општествено-политички живот.
Кога избухна горноđумајското восстание, тој писмено изрази готовноста на кружочниците да заминат на бојното поле. Кога македонскиот клуб во Белград беше растурен, а неговиот весник Балкански гласник забранет, главните организатори Стефан Јакимов и Диамандија Мишајков дојдоа во Пет, Дмитрија Чуповски, Крсте Мисирков, Габриел Константиновиќ и други, на 28 октомври 1902 година го основаа Македонското научно-литературно другарство, што ја постави основата на денешната Македонска академија на науките и уметностите. Наскоро другарството беше и официјално признато од Словенското благотворно друштво, како одделно од српското, бугарското и чешкото. Тоа беше првото признание на македонската национална индивидуалност. А сестрено изградениот славист Мисирков и овој пат беше прв потписник на молбата за признавањето. Очекувајќи го решавачкиот историски момент за судбината на неговата татковина, Мисирков ја напушти научната кариера на најпознатиот руски универзитет и ја прифати професорската служба во екзархиската гимназија во Битола. Во Солун од представниците на Централниот комитет ја запозна ситуацијата во Македонија, а во Битола, како домашен учител на десата на рускиот конзул и негов стар познаник Ростковски, влезе во кругот на европската и балканската дипломатија. Кога Илинденското восстание го восхити светот со саможртвата во името на слободата, кога во Крушево до последниот здив се бореше младата република, на влезот во Битола во присуство на Мисирков беше убиен рускиот конзул. На монтираниот судски процес тој беше главен сведок и мораше за секогаш да напушти Македонија заедно со телото на убиениот Ростковски. Во Одеса беше приведен бучен погреб на кој зборуваше и Мисирков, а европскиот печат ги слуша неговите изјави и ги одбележа неговите статии. Свесен за поволната позиција, Мисирков се обиди да ја придобие руската политика и дипломатија за решението на македонското прашање. А во Македонското научно-литературно другарство одржа 3 реферата, кон кој додаде 2 други прилога со еден предговор и ја оформи првата книга на современ македонски јазик и правопис под многозначниот наслов за македонските работи и замина во Софија за да ја напечати. Во книгава Мисирков ги постави овие основни барања: автономија на Македонија во рамките на Турција со свое народно собрание и генерал-губернатор, признавање на националната индивидуалност на македонците со македонскиот како литературен јазик и обновување на Охридската архиепископија како македонска црква. Во јазикот Мисирков бара прилепско-битолското наречие за литературен јазик, као еднакво далеко и од српскиот и бугарскиот јазик и централно во Македонија. Фонетичниот правопис со употребените во таа книга писмени знакови со мали отстапки на етимологијата и речничниот материјал дајат собрање од сите македонски наречија, токму онака како што имаме и денеска во Македонија. Во декември 1903 година, заедно со македонската театрална трупа на Чернодрински, Мисирков отиде во Белград и на Великата школа одржа актуелно предавање за македонското прашање во светлината на српско-бугарските односи. Остро нападнат од печатот се врати во Софија за да ја прими веќе печатената книга. Но и овде, не само морално, туку и физички нападнат, мораше да си ја спасува главата со ново бегство во Русија. Книгата за македонските работи беше собирана и горена во Софија, но мислата се повеќе се разборуваше. На почетокот на 1904 година, Крсте Мисирков беше назначен за гимназијален професор во далечниот Бердјанск во Јужна Русија. Иако разделено од другарството, ги направи подготовките за издавање научно-литературно списание Вардар во Одеса, што има научен и теоретски план да ја афирмира македонската национална посебност. Беше преместен во Одеса, но поради притисокот од балканските монархии му беше дадена 3 пати помала плата од ветената. Бидејќи молбите и жалбите не помогнаа, првото научно-литературно и политичко списание на современ македонски литературен јазик и правопис по првиот број престана да излегува. Речиси целиот прв број на Варвар ја исполнет од прилози само на Мисирков. Покрај фундаменталниот предговор, Варвар го донесе и првиот превод на песната Патник од Прерадовиќ, првиот дел од незавршената студија Изникнувањето и разбор на бугарската и српската теории за народноста на македонците, потоа етнографскиот преглед Список села од Јужна Македонија, долгиот запис на епската народна песна Бан од кралјот, 2 песни запишени од Филип Николов и хрониката Современ живот со прилозите и Русија.
Pod seriozните zakoni za likvidacija, Misirkov privremeno se povleče od prvata pozicija. Se oženi za učeničkата Ekaterina Mihajlovna od Peterburg, se aktivira kako redoven član na istorijsko-filološko društvo na Odeski od univerzitet i stana redovan srabotnik na vesnik od Odeski listok. Se obidi i sam je da izdao vesnik Bližnji Vostok, no ne mu beše dozvoljeno. No tragedijata na njegovata tatkovina stane ušte pogolema njegova tragedija. Ceo život se boreše za celosti i slobodata na Makedonija, a su zavojivačkite balkanski vojni beše raskinat živijot organizam na jedinstveniot narod i dojde ušte poteško ropstvo. Otide i lično kako dopisnik na Balkanski od front, no bezveren od Vajsija spasi glavata od novite vladejači. Svjetska vojna mu dade novi nadeži za njegovata tatkovina. Po posjetota na Odesa, Kijev i Moskva otidevo Petrograd da dejstvuva za osloboduvanje i objedinuvanje na Makedonija. Zajedno sa Čupovski, Dimov, dr. Konstantinović i drugi od makedonskata kolonija i predadova značajan memorandum na ruskata vlada za jedninata na Makedonija. Pod pseudonimom Pelski Misirkov objavi dve programski stati volganota makedonskata kolonija Makedonski golos i tak go razvija staroto znamena makedonskata nacionalna borba. Po oktombriskota revolucija, Misirkov stana naroden pratonik i sekretar vo parlamentot na Republika Besarabija, no kogova beše prisvojedinjata kon Romanija preko Odesa so lažen pasoš stigne vo Bugarija. Po kratkata služba vo etnografski muzej vo Sofija beše prefeljen vo gimnazijata vo Karlovo, no kako neblagonadležen skoro beše osloboden od direktorskata dožnost i podložen na opšt pripisok. U 1921. godina se obilo da se prefali vo togašnja Jugoslavija, no i tuta ne beše primen. Koga bi vide site patište zalosteni, otvori nov silen front vo bugarski i vo makedonski otpečat vo Sofija za makedonskata kauza vo novite uslovi. Tije 30 stati što predstavuva distinski testament na krste Petkov Misirkov, go predvišlja revoltot na sredinata. Na kraju 1925. godina beše izgoneti od Karlovo i ispraten za direktorne gimnazijata vo najzafrvenato staroplaninsko gradče Koprivštica. Naskoro za bolura i po kratko lekovanje vo Sofija na 26. juli 1926. godina vo totalna samotija narasite na svojata sopruga i zatvori dalekovidnite oči. Počina ispraven, neobezveren zaljubljenih vojedinata. Samo jedna godina pred smrta Misirkov je sogleda jedinata na Makedonija kako jedinstven uslov za mir i dobrososedstvo na Balkanom. To je makedonsko nacionalno čuvstvo, reče toj. To je istorijski poziv na Makedonecot, što može da ga ispolni samo kako sloboden i ravnopraven građanin na Jugoslavija, na kogo što mu je dozvoljeno da misli, da čuvstvuva i da dejstvuva kako Makedonec.